Здраво, јас сум Синиша, ученик во 4-та година во приватното училиште Јахја Кемов и денеска ќе ви зборувам за прв признак за слични триаголници. Че овдека имаме триаголник А, Б, С со агли А, Б и С и потоа ни е дадена отсечката А1, Б1, која што е 3 пати подолго од отсечката АБ и ги пресликавме агол А во агол А1 и агол Б во агол Б1. За да го одредиме агол С, ние знаеме дека агол С е еднаков на 180 степени минус агол А и агол Б и исто така С1 е еднаков на 180 степени минус агол А1 плюс агол Б1, што од каде следува дека агол С е еднаков на агол С1. Од кога видовме дека сите три агли во двата триаголници се еднакви, ние можеме да кажеме и дека отсечката А1, Б1 спрема отсечката АБ е еднаква како и Б1, С1 спрема БС и А1, С1 спрема АС, со што да кажуваме дека триаголникот А1, Б1, С1 е сличен со триаголникот АБС. Со што доаѓаме до првиот заклучок дека ако два агли од едниот триаголник се еднакви со два агли од другиот триаголник, следува дека двата триаголници се слични. Сега да решиме една задача. Значи даден е триаголникот А, Б, С и триаголникот Д, С, Е. И аголот А е еднаков со аголот Д, што е дадено дека тие се 30 степени. Потоа, аголот А, С, Б е еднаков на Д, С, Е, како агли со накрсни агли. И за третиот агол Б е еднаков на 180 степени минус 30 степени плюс аголот АЦБ. Исто така аголот Е е еднаков на 180 степени минус 30 степени плюс аголот ДЦЕ, со што можеме да видиме дека аголот Б е еднаков на аголот Е и можеме да заклучиме дека триаголникот АБЦ е сличен со триаголникот ДЕЦ. Во нашата трета задача даден е триаголникот АБЦ и страната МН, која што е паралелна со страната АБ и имаме агол алфа и агол бета. Аголот алфа е еднаков на аголот алфа 1, затоа што како агли со паралелни краци, и аголот бета е еднаков на аголот бета 1 како агол со паралелни краци, со што од првиот заклучок можеме да видиме дека триаголникот АБЦ е сличен со триаголникот МНЦ и доаѓаме до нашиот втор заклучок дека во еден триаголник ако повлечеме страна која што е паралелна со една од страните на триаголникот, ние ќе добиеме два слични триаголници. Во нашиот четврт пример даден е триаголникот АБЦ и триаголникот PQR, каде што имаме прав агол во точката Б и прав агол во точката Q. И аголот алфа е еднаков на аголот во точка П е еднаков на алфа и агол во точка Б е еднаков на агол во точка Q е еднаков на 90 степени. Па според првиот заклучок ние можеме да видиме дека и повторно триаголникот АБЦ е сличен со триаголникот PQR и доаѓаме до нашиот трет заклучок дека ако имаме триаголник со прав агол и еден агол, еден од острите агол да е еднаков со еден од другиот остар агол во правиот триаголник и тие два триаголници се слични помеѓу себе. Во нашиот пети пример имаме дадено повторно два триаголници кои што се рамнокраки, АЦ е еднаков со ЦБ и ПР е еднаков со РQ и агол при врвот, односно при С е еднаков на алфа и е еднаков со агол при врвот R еднаков на алфа и потоа, за да го пресметаме агол во точка А, ние можеме да го пресметаме како 180 степени минус алфа врз 2 затоа што е рамнокрак триаголник, исто така агол во точка П можеме да го пресметаме како 180 степени минус алфа врз 2 и доаѓаме до заклучок дека агол во точка А е еднаков со агол во точка П, што е доволно да заклучиме дека и овие два триаголници се складни и доаѓаме до нашиот четврт заклучок дека ако во два рамнокраки триаголници е даден аголот што е при врвот, тогаш следува дека да се еднакви, тогаш следува дека двата триаголници се складни помеѓу себе.
Ви благодарам на вниманието.